Почитувани гледачи, ова емисијата Визави директно од Општинскиот центар Босилово, каде што во наредниви минути ќе разговараме со првиот човек на ова локална самоуправа Зоран Зибаков за она што ја беше актуелно во 2019-та, но пред се фокус ќе дадеме што е она што се планира во ова 2020 година за реализација во поглед на подобрување на условите на живот на граѓаните од оваа општина. Градоначалниче, јас ви благодарам што не примивте овде во вашиот општински центар за да го реализираме ова интервју во рамките на емисијата Визави. Благодарам. Реков дека ќе разговараме за минатата 2019 и фокус ќе дадеме на ова 2020. Ако на самиот почеток ве прашам која е она генерална оценка за она што е сработено во минатата година, кој е одговорот на Зибаков? Добро, пред да почнем со одговорите, прво поздрав до сите гледачи на вашата телевизија, а посебно на граѓаните од општина Босилово. Генерално, јас како градоначалник сум задоволен од реализацијата на планираните проекти за 2019 година, може би дури и презадоволен по некои параметри, бидејќи во оваа улога на градоначалник некои проекти кои што се аплицирани од поодамна, неочекувано доаѓаат до реализација. Фокусот ова 2019 година, знаат и граѓаните, го дадов на ниската градба, иако тука влезе и еден поголем објект од високата градба, меѓутоа фокусот го дадов на ниската градба, односно на локалните улици, бидејќи граѓаните буквално тоа го бара од мене, односно и во мојата перцепција и визија за општината и населените места е граѓаните да не газат по кал. И мислам дека до крајот на овој мандат тоа и во голем процент ќе го реализирам. Некој пат желбите на нашите граѓани не се многу големи, односно, тие сакаат да одат по асфалтирани улици, да не одат по кал, да имаат чиста јавна површина, да имаат улично осветлување и да имаат чиста животна средина. Затоа на овој начин мислам дека тоа им го возможив оваа 2019 година. По она што ве разбрав, градоначалниче, фокус дадовте на патната инфраструктура, односно улична изградба и реконструкција на патишта и улици во 2019 година. Можете ли да ни кажете каде се интервениравте, реализиравте, што имате како фидбек за оваа 2019 година, односно по населени места? Каде се работеше општина Босилово, дали со сопствени средства или пак со обезбедени средства од домашни странски фондови? Значи, еве ќе почнем редоследно, меѓутоа, ајде да не бидам многу деталист, ќе гледам да ги објаснам сите проекти кои што ги реализирав. Значи, со изградба на локални улици, во општина Босилово влеговме скоро во секое населено место, освен во населените места Старобалдовци и во Секерник. Од причини што за таму немаше изработена техничка документација, а јас сум малку принципиелен, односно за секоја улица имам изработена техничка документација од проектантска куќа која што се јави на тендер. Меѓутоа, овие две населени места, фокусот ќе го давам во 2020 година, значи нема да бидат запоставени. Првично, значи, ќе одам по институции, односно по начин од каде се финансирани овие локални улици. Првично почнавме со Агенцијата за финансиска поддршка за земјоделието и руралниот развој. Тука имаше две мерки, мерка 322 и 323, каде што аплициравме со 4 проекти. Две улици во населеното место Босилово, едната е од старата полиција до гробиштата во должина од 503 метри и другата е од старата пошта до местноста викана Амазон едно време во должина 230 метри и Моноспитово
во должина од 267 метра, значи тука условот беше вкупно да е 1 километар. И по другата оска, значи улица во населеното место Еднокуќево во должина од 280 метра. Тука се направи спој со делот од локалниот пат Борие во Еднокуќево, односно од црквата до центарот на селото. Значи, за ова мерка се потрошија пари во висина од 7 милиона и 800 илјади денари, од кои што 1 милион и 200 е на општината, односно ДДВ-то го плати општината, а за останатите се чека, значи, исплата. Прво треба да дојде, значи, контрола на терен, дали е се сработено согласно проектот и тендерската документација, па потоа на изведувачот ќе му се рефундираат парите. Другиот извор на финансирање е од сопствени средства, односно од еден вид на развојна компонента која што ја предвидев јас во буџетот на општината. Тука се работи за некаде 4 милиона и 270 илјади денари, што не е така мала бројка за нашата општина. Оваа сума на пари влезе во буџетот врз основа на кредитната линија која што ја земавме преку ИПА програмата за реализација на проектот реконструкција на Дом на култура во Секерник. Тие, како што знаете, работат на познатиот принцип, неле, прво направи, платимо на изведувачот, викни контрола, па ние ќе ти ги вратиме парите. На тој начин, ние бидејќи во тој момент немавме доволно средства, од Македонската банка за развој земавме кредит во висина од 4,5 милиона евра и кога го искористивме, парите ни се вратија назад и на тој начин ги ставивме за развојна компонента, односно за локални улици. Тука ќе ги спомнам, од оваа развојна компонента направивме следните улици. Радово 235 метра, Робово 209 метра, ова улицата кај гробиштата, Моноспитово 326 метра, Сарај 141 метар и Дрвош 141 метар исто така. Или се вкупно 4 милиона 207 илјади денари. Другиот начин на финансирање е од Бирото за регионален развој. Тука аплициравме со два проекти и тоа преку оските специфични развојни потреби и развој на селата. Ги реализиравме улиците во населеното место Робово, тоа е стариот пат што води за Робово покрај школото во должина од 367 метра и Босилово, една локална улица во должина од 214 метра. Или се вкупно 2 милиона и 400 илјади денари. Од собствениот буџет и од јавното претпријатие за државни патишта, сега Агенција за државни патишта, каде што секоја година по клуч стигнуваат средства во висина од 2 милиона 360 денари, реализиравме исто така доста улици, сега ќе ги набројам кои се. Гечерлија 260 метра, Турново 185 метра, Иловица 95 метра, тоа е кај црквата, Босилово 270 метра, Петралинци 270 метра, Бориево 337 метра и Штука 254 метра. Или се вкупно 1672 метра или 6 милиона 291 денар. Со реализацијата на овие улици само во 2019 година, јас како градоначелник успеав да реализирам локални улици во должина од 4,6 километри или околу 20 милиони денари пари инвестирани за локални улици, што мислам дека не е и така мала бројка. Меѓутоа, не застануваме само на локалните улици и локалните патишта се исто така доста важни и работиме и на таа тема преку проект од Светската банка МСПИ. Добивме еден проект техничка документација за изградба на улица помеѓу населените места Штука и Секерник. Меѓутоа ќе видиме како ќе сме со финанси за да можеме да ги
реализираме евентуално овој патен правец да го реализираме. Немала бројка од 20 милиони, колку што ве разбрав, денари инвестирани во патна инфраструктура во минатата година. Има ли простор за работа за локални патишта и улици и ова 2020 година, или пак кои ви се проекциите за оваа година? Или веќе се е реализирано? Или има се уште пак да се реализира? Има се уште. Значи, јас уште еднаш кажав, мене можеби како градоначелник ќе ме запамнат најмногу граѓаните по тоа што инвестирам најмногу во асфалтирање на некој начин. Иако ако гледаш, да кажеме, логички, можеби прво некои населени места кај што немаат се уште канализациони системи, прво се ставаат, нели, цевките и рачвите за поставување на канализациони цевки, а потоа се става асфалт. Меѓутоа, ние како рурална општина, значи не можеме да чекаме да дојдат некои пари. Еве за компарација, еден проект во едно рурално село е најмалку 1,5 милиони евра, па после да асфалтираме. Од тие причини, значи, се одлучив, значи, да не чекам, бидејќи граѓаните стварно немаат време за чекање, да почнеме ние со реализација на проекти од ниската градба, па доколку дојдат средства за канализациони системи и тие се аплицирани, значи, до соодветни институции, ќе ги решаваме проблемите на најбезболен начин, бидејќи има разни модели на изградба на канализациони системи, значи не мора тоа да биде стално, како што знаеме, гравитационо, туку има некои нови иновативни проекти каде тоа што одат, значи, се работат на принцип на вакуум, односно со малечки профили на цевките се протнуваат низ банкините, буквално. Па ќе видиме како ќе одеме во тој домен. За оваа година, значи, развојната компонента, може би да кажеме и дека е премногу амбициозна на некој начин, бидејќи за 2020 година од буџетот, значи во развојната компонента, издвоивме средства во висина од 12 милиони денари, 12 милиони за локални патишта и улици, или тие се околу 201.000 евра. Тука ќе ги спомнам улиците во населените места Иловица. Тука правиме еден спој на две улици, односно од влезот на селото па до, еве сега, продавница таму една, тие што се од Иловица ќе ја препознаат, во должина од 557 метра. Секерник, Карадак мало, во должина од 650 метра, Старо Баловци, одеме со две улици, едната е до училиштето од 380 метра и уште една 110 метра. Значи, овие две населени места што не беа уфатени минатата година, ги ставам сега. Сарај, правиме реконструкција на веќе постоечкиот пат, кој што е бил там, го знае, во многу лоша состојба. Тоа е од игралиштето или од границата со КО Просениково, па до излезот, односно до грубиштата, во должина од 1 километар, нов слој на асфалт. Гечерлија, една улица 220 метра и Босилово улица од 216 метра. Значи се вкупно 3133 метра. Меѓутоа, и тука не застануваме, значи овие се средства кои што се од собствен буџет. Тука имаме веќе аплицирано и нов повик преку Бирото за регионален развој. Тука исто така одеме по тие оски што ви кажав преги, специфични развојни потреби. Тука аплициравме со една улица во Босилово на потегот од патот од црквата па до патот со Радово. Значи правиме два споја и една улица во населеното место Моноспитово. Меѓутоа, тие се уште се во фаза на евалуација, односно на оценување, па да видиме дали ќе ни бидат одобрени. И покрај тоа, значи, сега ќе зборам малку и за регионалната компонента, значи на локалните патишта, преку Центарот за Југоисточен плански регион, на собранието на градоначалници, кои што го имавме во Босилово, значи се договоривме да
другите општини ни отстапат средства во интерес на реализација на проектот Бориево-Колешино. Бориево-Колешино е патен правец на кој што има изградено отворено еден мост кој што е функционален и од тие причини сакаме да биде поврзан овој патен правец, бидејќи ќе поврзува пред се луѓето кои што имаат ниви, меѓутоа и ќе се растарети сообраќајот што оди од Банско Колешино према Свидовица, значи тие ќе гравитираат према овој дел. Тука се одобрија средства во висина од 16 милиони денари и наше собствено учество Ново село Босилово по милион, тие се 18 милиони денари. Па ќе видиме, има најава дека ќе се зголемува оште овој фонд, бидејќи се уште не е тендериран, па ќе видиме како ќе одат работите. Колку што успеав да забележам, и доста пари се планира да се инвестират и работите на обезбедување на средства и од овие фондови. Премногу спомнавте, градоначалниче, дека премногу средства барат овие канализациони системи, но сепак за изградба на одредена канализација во едно населено место кој што спомнавте, нели, по милиони и пол евра се бара. Вие како локална самоуправа имате ли изработено проектни документи со кои што може да се аплицира и пред домашни странски фондови? Свесни сме дека средства е на локална самоуправа од типот на Босилово, па и сите дека не може да го издржат тоа финансиско оптоварување. Дали сте подготвени со проектна документација, со техничка документација да имате за изградба на канализациони системи па и водоводи? Да, значи Или како стоите на ова поле? Спремни сме, меѓутоа пред да преминем на ова прашање ваше, заборавив да ви кажам дека еве сега пак се навратам на улиците. Значи имаше повик преку Министерство за транспорт и врски, односно кредитна линија од Светска банка, за која што за општина Босилово се одобрени средства во висина од 673.000 евра. Веќе таму имаме доставено 21 проект комплет, значи со основен проект, ревизија, одобрение за градба и елаборат за заштита на животна средина. Значи тие се 21 проект, меѓутоа тука не останува простор уште од тие 673.000 евра за трошење уште 193.000 евра. Значи 193.000 евра уште за локални патишта и улици, односно каде ние ќе дадеме приоритет. Значи тоа ќе е буквално едно големо градилиште општина Босилово за 2019, евентуално и 2020 година. Меѓутоа динамиката на реализација ја диктира, значи донаторите, односно Светска банка. Па ќе видиме како ќе оди. Ние сме покриени со документација и сме меѓу првите кои што доставија таму документација. Во врска со второто прашање околу проектната документација за канализација, има изработено, значи, доста проекти, не во сите населени места. Тука се населените места Турново, Секирник, Дрвош има изработено, Робово, Старо Балдовци и Босилово. Меѓутоа, ето, се до ден денешен немаме обезбедено средства за финансирање. Се надевам дека во следната фаза ќе се случи тоа, бидејќи луѓето го бараат тоа од мене, да ги замениме септичките јами, бидејќи тоа е еден импровизиран начин на справување со отпадните води, а на тој начин се загадуваат и подземните води, да изнајдеме сили или од централна власт или од некоја друга кредитна линија за да може да се реализира барем во општинскиот центар или во некое друго населено место една комплетна прочистителна станица, бидејќи знаеме сите што значи тоа. Апсолутно. Минатата година во општина Босилово почна изградбата и на првата детска градинка. Мислам дека денове објавивте еден ваш статус дека тече според предвидената динамика. Јавно, докаде се работите околу изградбата на овој проект кој што ќе значи многу пред се за детската и социјалната заштита или пак згрижување на децата од предучилишна возраст? Да, општина Босилово со општина Брвеница и општина Штип беа меѓу првите добитници на овој, можем да кажем, грант од владата
на нашата држава, не е од некоја кредитна линија, во висина без малку од 20 милиони денари, 19 милиона 950. Значи со комплет со сите фази и до крајот на март се очекува да биде завршен градежниот дел. Изведувачот значи си има динамички план, која фаза до кога треба да му биде завршена. Паралелно на тоа има распишено значи тендер за опрема. Се надевам дека овој објект со почетокот на оваа учебна година, значи ќе биде комплетно опремен, изграден, опремен со опрема и ќе можеме да дечињата да ги примаме со максимален капацитет од 80 деца и локацијата е на местото на старата амбуланта која што беше грда слика на оваа парцела. Ја срушивме и после спроведената јавна набавка од страна на Министерството за труд и социјална политика се избра изведувач на работите и работите течаат како што треба, значи како што се предвидени според програмата. Мислам дека ова ќе биде едно добро архитектонско пред се здание, ќе има значи и уреден парк и на тој начин голем дел од младите брачни парови кои што немаја услови децата да ги носат некаде, беа принудени да ги носат или во Струмица, или имаме во Моспит, во клон на градинката од Василево, која што згрижува малку деца, или да ги остават на бабите и дедовците, или евентуално да се откажат од работа со цел да ги чуват децата. А на тој начин и децата ќе се социализираат повеќе. Мислам дека тоа е вистински погодок за нашата општина, бидејќи е прв таков објект во нашата општина. Проценката дека септември ќе почне да функционира детската градинка и ќе се згрижуваат, бидејќи рековте дека паралелно и тече тендерот за опрема и реквизити во градинката. Да, значи така. Се има договор изведувачот и Министерството, значи ако не се запази рокот, тогаш се плаќаат и пенали. Така. Да не остане Зимбако само по патишта и улици, вие како градоначелник излобиравте и за изградба на хидросистем, Чушица, ако не се лашам, преку Министерството за земјоделство, и во поглед на развојот на економијата, малку да се префрлиме, почнали работите, иако не е под ваша надлежност, сепак докаде се работите околу изградба на овој хидросистем за наводнување? Да, значи, уминатото на локацијата на планината Огражден, која што е малку зацкриена, постои брана која што се вика Чаушица, со капацитет од 220.000 кубика. Оваа брана е градена уште за времето на Југославија со цел наводнување на тогашната фирма во државна собственост ЗИК Плодно поле Хамзели. Меѓутоа, оваа брана никопат не е била користена за наводнување и така буквално водата се истекуваше преку преливникот во реката. После приватизацијата значи на овој државен комбинат се подели на АД Оранжери и АД Агролозар, овие се две компании. И сега по иницијатива значи на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и компанијата Агролозар се аплицира до фондовите до Европската Унија и се доби грант во висина од 460.000 евра и со должина на линиите од 6,5 километри. Едниот дел за наводнување значи на 85 хектари, се вкупно 85 хектари. Овој систем ќе биде значи затворен, ќе има хидранти за наводнување. Еден дел ќе оди за Далвина, односно за Агролозар, а другиот дел ќе оди за населеното место Дрвош. Поточно, овој дел се разгранува над каналот, отворениот канал што доаѓа од браната Турија, бидејќи граѓаните од населеното место Дрвош овој дел не можеа да го наводнуват, немаше од каде да го наводнуват, па затоа фокусот е даден за наводнување над каналот во Дрвош. Под каналот имаат хидранти, над каналот нема,
со тоа ќе се растарети и системот за пиење кој што го имаат, бидејќи многу голем дел од луѓето ги наводнува бавчите од системот за пиење. Мислам дека е ова исто така вистински бенефит. Веќе е избран и изведувач на работите. Овие денови треба и да почне. Тоа е една компанија Марковски од Струга и исто така и тој има динамички план на реализација и максимум рокот му е 1 година да биде сето тоа завршено. Моделот како ќе функционира на управување после го дефинира, да кажеме, донаторот преку една консултантска компанија која што држи обуки на граѓаните од Дрвош и на компанијата Агролозар и мислам дека тоа ќе биде еден добар пример како во иднина граѓаните треба сами да се грижат за проект кој што директно нив ги тангира. Така. Добро, во секој случај оваа капитална инвестиција оди за поголеми приноси во аграрот. Да. Сепак во секоја локална самоуправа вела дека комуналното претпријатие огледало на истата општина. Вие како прв човек задоволни ли сте од функционирањето на Огрежен, ако не се лажам, од Босилово, како стои со погледот на собирање на организирано собирање на отпадот, колку пак создава услови во таа насока, сепак во интерес и на заедницата, и на домаќинствата, и на жителите? Јавното комунално претпријатие, како што знаете, тоа е претпријатие на општината, формирано од Советот. Не можам да кажам дека е совршено, меѓутоа се убавува својата дејност. Проблем е најголем, непостоењето на депонии. Овие времени прифатилишта ни прават проблем и се еден вид на грда слика на теренот. Ние дадовме полномошно на Центарот на Југоисточен плански регион да не застапува пред владата и евентуалниот инвеститор, дали тоа ќе биде модел на јавно-приватно партнерство за изнаоѓање на регионална депонија. За нашиот крај тука е предвидено депонијата во Добрашинци, за да може да го решиме овој горлив проблем. Моментално, работиме со, да не кажам, малку оскудна опрема, само со еден камион од 8 кубика за собирање и еден трактор. Имаме набавено тоа е донација од UNDP 95 контейнери, кои што претежно ги расфрлавме по правните лица, по училиштата и верските објекти и на тој начин има поголем временски рок за да акумулираат смет додека дојде да биде дигнато. Исто така, менаџирањето со водоводот е исто на комуналното претпријатие. Тука сме, да кажеме, добри од хидросистемот Иловица. Има села кои што не се уфатени, поголем дел се уфатени, сега да не се повторам од претходните изјави. Меѓутоа, сакам да кажам дека оние села кои што не беа уфатени, не се уфатени од хидросистемот Иловица, се бориме на некој начин и за нив да обезбедиме финанси, за да можеме да ја реализираме. Тука ќе го спомнам населеното место Дрвош пак, за кој што се обезбедија средства во висина од 50.000 евра, 3 милиони денари, кои што се влезени во буџетот, со амандман на владата од минатата година. Тука е предвидено, да се направи една подземна бушотина и пумпна станица, бидејќи тие имаат резервар, меѓутоа за време на сушниот период, минатата година, ние бевме принудени да носиме буквално со цистерни вода горе во резерварот, за да можат луѓето да си ги задоволат основните потреби од вода. Овој проект треба да се реализира до ноември оваа година, вода за пиење. Покрај овој што го зборевме за Чаушица, тоа е проект за вода за пиење, за кој што имаме изготвено техничка документација и останува да тендерираме, да избереме изведувач за да може да се реализира и на некој начин луѓето да бидат задоволни. Друг проблем околу комуналното, е секаде присутно не толку високата наплата, меѓутоа функционираме на некој начин, претпријатието е
во добра кондиција, значи не ни е на терет на општината, некој пат има помала наплата, некој пат поголема, меѓутоа луѓето треба да сватат дека се што се троши треба и да се плаќа. Така. Полека да привршуваме, имам уште две прашања, би сакал да се задржам на две области. Локална самоуправа Босилово, кој што несебешно ги помага издруженијата и спортските клубови, има ли проекции како е за ова година и минатата година? Останувате ли на таа оска да се помагат спортистите и екипите од ова и манифестациите кои што се организираат, а не се мал, бидејќи имам сознание дека речиси се организираат турнири овде во општина Босилово. Се планирани ли средства и за нив? Да, значи во Босилово во моментот спортски активен клуб нема. Има некои, да кажеме, младински здруженија кои што се организираат и спортуваат на некој начин. За таа цел им ја изнајмуваме, да не кажеме, бесплатно салата во Иловица, која што е во склоп на училиштето, да може да се рекреираат. Потоа летно време тука има еден настан, летен турнир Босилово, кој што секоја година традиционално се организира. Општина Босилово финансиски го помага тој турнир и се збираат доста екипи, не само од регионот и цела држава, можем да кажем, бидејќи има, да не кажем, добра организација пред се, значи квалитетни екипи. И на тој начин луѓето се рекреираат и се забуваат, а меѓу другото и спортуваат на тој начин. Така ќе и оваа година, значи нема да го откажеме ова финансирање, ќе го поддржаме и овој пат, овој летен турнир Босилово. Во другите населени места, значи нема таква организација. Минатата година дадовме некои минимални средства за еден сличен турнир кој што беше за прв пат меморијален во населеното место Дрвош. Таму дури стававме и рефлектори, го опремивме игралиштето со рефлектори и со мрежа. За прв пат, меѓутоа за ова година не знам дали повторно. Предпоставам, градоначалниче, ако има иницијатива од локално во население дека вие како локална самоуправа ќе застанете во интерес на граѓаните. Да, се разбера, ние сме избрани од граѓаните и работиме во нивен интерес. Јас до сега немам вратено буквално ни еден граѓанин кој што доаѓа, значи, во локалната самоуправа, иако немам денови одредени за прием, јас примам секој ден. И вратата моја секој ден е отворена за граѓаните, бидејќи ние сме во функцијата на граѓаните. Да, на заедничко решавање на проблемите. Да. Минатата година почнавме со анализа на 2019-та, ќе завршиме со 2019-та. Градоначалниче, дефинитивно завршен е рудникот Иловица? Рудникот Иловица, значи, Со оглед дека минатата година владата донесе одлука, еден од гласноговорниците дека застанавте на страната на граѓаните. Дали завршен овој проблем? Да, и ова прашање? Да, ова прашање е завршено, значи по барање на граѓаните, бидејќи граѓаните се нели пред се, посебно граѓаните од населените места Иловица и Штука, значи бара раскинување на договорот од страна на владата за отварање на овој рудник, односно раскинување на концесијата. По моје барање, значи, доаѓаше и премиерот лично во населеното место Иловица, каде што салата беше буквално преполна, каде што исто го слушна гласот на народот и кој што кажа не за рудникот Иловица и после некое време така и се постапи. Значи, иако, нели, сега да не се повторуваме, Уставниот суд донесе одлука за референдумот кој што беше организиран од порано на локално ниво, дека ова не е наша надлежност, градба од прва категорија, сепак владата излезе во пресрет на граѓаните и ја раскина концесијата за рудникот за бакар и злато Иловица. Мислам дека сега има некоја судска постапка пред управен суд, меѓутоа работата е завршена според мене тука.
Не постои реална опасност во иднина дека овој локалитет повторно ќе го привлече вниманието на инвеститорите? Или ова е доправа кој што треба да се размислува? За некои други инвеститори може би да, меѓутоа со оваа работа, со овој инвеститор што беше, мислам дека работата е завршена тука. Така. Градоначалник, јас ви благодарам на ова интервју во рамките на емисијата Визави на програмата на Канал Вис. Благодарам на вас. Почитувани гледачи, благодарност за вниманието со кое што не следевте во изминативе 40 на минути. Наш соговорник беше Зоран Зимбаков, првиот човек на општина Босило. Благодарност уште еднаш и секој добро.